Што луѓе? Мало Гевего, Фонтана, улица Димитар Влахов, Крњево и Изница. 5 нови вечер. Сега ги пишуваат одобрение. Срамен ден за македонско судство. Толку. Станува на страна на криминал, на лажни избори, лажни лични карти. Ја не знам кој треба да поднесе лажни лични карти, се докажани дека имало, некој треба да одговара. Внатрешни се, они се главни. Па тој што внатрешни ги издава, не ги издавам ја личните карти. Што се овие типуси што ги прават, го лажат народот? Фино е изјаснето, немаше приметби. Јас бев контролор на едно гласачко место. Подпишани записници, се уредно. Од каде испадна ова? Врз база на кои докази управни суд го поништи ова? Тоа се е купена работа. Пари даваат на лице место, толку пари ти ќе гласаш. Судот е сега... Па и судот е подплатен и тој судот. Па нивен е судот, да не е случајно народен. Па нивен е шо? Ова некад било народен суд и правда. Да биде иронијата најголема, они обжалуваат собствен фалсификат. Значи, обжалуваат однесување на наблюдувачите кон собствениот фалсификат. Тоа е најсмешно, се најчудно, најиронично. Нешто со што ниеден нормален не може да се помири. Тоа е. И ова дава одлична база да се мисли дека на многу други места во Македонија исто така направен фалсификат. Велес, Берово, Кочани и така натаму. Кога општина Центар е предмет на вакво изживување, тогаш да не знаат. Тоа не е логично е тоа. Се собравме многу спонтано после таа вест што ја видовме и што ја прочитавме на Кајрон, многу срамежливо и ќуткум ја праваа целата работа, меѓутоа ние граѓаните дојдовме тука пред Прометеј, пред човекот што го украде огнот од богоите, а нашиот Жерновски ни донесе најмалата светлина во општината Центар. И сите сме изненадени од цело вегалиматијас. Што ќе биде, како ќе биде, верувам дека повторно да биде и 3 пати да биде да прегласуваме, и трета мајка е веќе. Пак ќе победиме, мора да победиме.